Собранието ги донесе дополнувањата на Законот за земјоделство и рурален развој со кои се одлага условот за добивање на субвенциите на земјоделците тие да немаат долгови кон управата за јавни приходи, што според министерот Николовски ја кочи исплатата. Предвидениот избор на заменици министри на барање на ВМРО ДПМН е одложено како последна точка на седницата која продолжува утре. На само 2 недели пред заминувањето на претходната влада, 80 лица добиле решение за вработување. Меѓу нив имало и примен со средно музичко образование. Извори од владата за ТВ24 велат дека вработените доаѓаат на работа, седат во преполни канцеларии, а немаат никаков работен ангажман. Досна попладнево силно невреме ја зафати Македонија, поројни дождови проследени со грмотевици и огромни грудки град го зафатија и Скопскиот регион. Голем број од главните улици во градот се под вода. Се предвидува дека во вечерните часови на повеќе места ќе има нестабилно време со пороен дожд и грмежи, особено во западните делови. Повремени врнежи од дожд ќе има и во текот на ноќта кон четвртокот, како и утре предпладне, а преку ден облачноста ќе се намалува.